Па затоа ги добиваме реалната слика за она што се сработило, односно не се сработило парламентарното мнозинство во една календарска година за Европската унија и за извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2022 година. Ова е важна тема, односно важна дискусија треба да се развие околу извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2022 година, бидејќи од овој документ се гледа целосно неработењето на владата во една година. Затоа што овој извештај владата не може да го направи по своја мера, па затоа ја добиваме реалната слика за она што се сработило, односно не се сработило во една календарска година. Вице-премиерот задолжен за европски прашања, тука одговорницата зборуваше за тоа дека реформите се воделе или односно се работеле во континуитет во изминатите 6 години, но бројките кажуваат нешто друго. Оценката од 1,61 кажува најдобро за тоа кој е успехот на оваа влада. Зборувавте за тоа дека не сме назадувале, а со оценка од 1,61 министер, тоа е оценка 1+. Не се оди во Европа со единици. А ниту минатите години не бевте подобри во оценките. Од вашите реформи, што ги зборувавте дека се работат, судството, довербата на граѓаните во судството го доведовте на 4%. Во обвинителството граѓаните имаат доверба 3%. И оваа доверба од ден на ден се намалува. Од тоа како се избираат уставни суди, специјалната јавна обвинителка која што требаше да ги реши некои случаи, заглави во затвор 7 години, јавен обвинител комшија од Али Ахмети. Тоа е реалната слика за рушењето на системот и за владењето на оваа власт. Од извештајов и од оценките во него се гледа дека единствено оваа влада е против интеграцијата на Република Македонија во Европската унија. Вие може да зборувате тука одговорницава се, но реалноста е ова што ја зборувам јас. Со вакви оценки и со ваква динамика Македонија нема да е подготвена уште долго време да пристапи во Европската унија. Доколку вие го продолжите тој европски пат вака како што сме трнати со оценки единици. Со играње фудбал на министрите во работно време не може да стигнеме, односно да станеме членка на Европската унија. Треба работа, а не фудбал, играње на министрите во нивните канцеларии. Тие се канцеларии во кои што народот ги плаќа и треба да работат во работното време, па доколку ја прифатиле таа функција, треба и после работно време да се посветат, за да можат да ја донесат Република Македонија да стане еден ден полноправна членка на Европската унија. Но со играње фудбал за време на работно време на министрите не може да се стигне до Европската унија. Со вакви министри и овие оценки што ги имате добиено ви се многу. Треба да измислат по следната методологија за Република Македонија, доколку вие продолжите, оценкиве и во минус да почнат да одат, затоа што ако го гледаме извештајов, таму освен нули и единици и по некоја двојка нема друго. Се на се, ова е уште една изгубена година под ваше водство од Европската агенда, односно од Европскиот пат на Република Македонија. Од единствено нешто европско во оваа влада и во ова парламентарно мнозинство може да се забележи само злоупотребата на европското знаменце што се случува во Комисијата за европски прашања и злоупотребата на оваа комисија за да можат да
да се протуркаат најкриминалните закони, најштетните закони, што некоја бизнис елита сака да ги протурка во Република Македонија. Тоа е единствено нешто што може да се заклучи како европско. Но да одиме околу бројките, околу тоа што се зборува во извештајот и доколку останеше само на нас и на вас да ги спротивставуваме зборовите, тоа секако немаше да се почувствува толку, отколку тоа што некој се потрудил да направи еден компаративен преглед на извештаите на Европската комисија за остварениот напредок на Република Македонија по поглавја за периодот од 2009 до 2022 година. Ова е изработено од Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија и во него многу јасно може да се направи таа компаративна анализа и да видиме дали ние под ваше водство одиме кон Европската Унија или сме назаднале на тој пат. Па така ќе видиме дека во оваа компаративна анализа за годишниот напредок на Република Македонија, ние сме под водство на СДСМ и ДУИ, од кога се на власт, ние од единица погоре не сме добиле оценка. Па така, од 2017 кога сте дошле на власт, 1,64, 2019 1,97, 2020 сте дошле на доволен 2, па 2021 повторно пат 1,52 и 2022 година 1,61. Тоа е вашата оценка за вашата успешност во придвижувањето на европските процеси кон Република Македонија, односно на Република Македонија кон Европа. Но да видиме претходно што се случувало, па така, во времето на режимот, како што милувате да го кажете, Република Македонија била многу поуспешна, па така во 2009 сме имале 2,52, во 2010 2,30, 2011 2,53. Значи, сме напредувале многу повеќе отколку сега. Ова не е напредување, ова е назадување. Но да одиме по поглавјата и по оценките вака што ми оставаат впечаток колку ова влада е успешна, па така во поглавјата за слободно движење на стоки во 2020 година сме имале оценка 4, за да стигнеме во 2022 под ваше водство на 0. Што има тука европско вице-премиере во оваа 0? Јас не разбирам, не разбираат ни граѓаните на Република Македонија што има во оваа 0 европско. Во слобода за движење на работници сме имале одреден напредок, оцена 2, од кога сте дошле вие на власт, од 2017-18 година имаме 0, 0, 0, 0, 0. И ова е една голема 0. А тука ќе зборувате дека сте ги придвижиле некои процеси околу соседите, барем тоа што се случуваше околу Open Balkan и тоа што се фалевте со таа иницијатива, но бројките кажуваат нешто друго. Дека Македонија нема никаков напредок во тој дел. Понатак, слободно движење на капиталот. Тука единствено сте направиле напредок, но и во тоа има одредени забелешки дека не се спроведени законите против перење на пари и финансирање тероризам, а исто така се доцни со врските според спогодбата за асоциација и стабилизација, за да можат нерезиденти да стануваат сопственици на земјоделско земјиште во Република Македонија. И од она што сите ние го знаеме и што го чувствуваме, единствено во ова поглавје околу слобода на движење капиталот е тоа што некои структури во оваа држава слободно го движат капиталот, па нивниот капитал почнаа да го движат и да го префрлаат од едно место на друго, и затоа што единствено капиталот и целиот капитал е во сопственост на вашите министри, вице-премиери и сите останати.
Реплика Љубица Спасова.